Брчиме со Дуле, нова епизода. Денес ме гледате насмеан, пренасмеан сум, превозбуден сум, пресреќен сум и почестен сум, што денес за гостинка имаме личност, со која имав чест јас да соработувам во минатото. Личност која што е дел од фамилијата кои што се основоположници на ракометот во Битола и во Македонија. Билјана Чурлевска-Маневска. Билјана, добре дојде. Добро ве најдов. Многу имаш направено, огромна кариера во ракометот, сега имаш кариера одлична како наставник во основното училиште Коле Канински. Така. За тие две работи сакав да дојдиш да поправиме малце муавет, затоа што моје лично мислење е дека за твојата ракометна кариера недоволно е кажано. Недоволно има кај што може човек да види на интернет. Јас ко барав нешто пред да ти се јавам, ко барав нешто искрено, не можев ништо да најдам. И како што ми кажа, ти има повесниците има за тебе. На времето, Да. пред 30 години ко беше во ракометот, весниците беа тие што пишеа за вас. Многу ме интересира да почнеме со оваа емисија. Се надевам дека сите што бевме твои ученици во ракометната школа, јас ќе пробам до сите да стигнам преку интернет, да му ја пратам емисијата, да ја гледат. Се надевам дека ќе разбудиме едни носталгични моменти и емоции. Да почнеме со твоите почетоци, со како вие, вашата фамилија Чурлевски, кои што сте познати во Македонија и во цела Европа по ракометот, како стана тоа една фамилиарна, семејна традиција вие да сте сите вклучени во ракометот и да едноставно станете основоположници на ракометот во Битола и во Македонија? Така, прво мајка ми беше, значи ќе почнам со мајка ми. Беше исто најдобра ракометарка, таа ги почна тие првите почетоци во ракометот во Битола. Тетка Маре ја викав Тетка мене, Маре, да. така. Ни беше како втора мајка. Така, исто таа и кошарка играше, исто беше репрезентација на Југославија во тоа време, и ракомет и кошарка. Татко ми исто, пошто имаше многу силен шут, фрлел, не знам, нешто правил и му рекле, ти ги играш ракомет. И така почнал да игра и тој ракомет, па нели се зедоја, па родија нас. И таа љубов се пренесе и на нас. Да речам, татко ми е главен виновник што јас се занимавам со спорт, а мајка ми за учителка. Значи тие ти се две Да. две љубови, да речеме. Да, две. Ракометот, спортот и Наставничката професија. образование. Како дете, значи, прво играв, уствари почнав со гимнастика, одев тајно, мајка ми не ме пушташе. Пошто и таа тренираше гимнастика. Кај беше на тоа време гимнастиката? Исто во спортската, онде во физкултурни. Ми беше Мирјана тренер и требаше да некој надпревар во Дујран. И тоа не можев да го скријам, пошто 3 дена беа. Да. И кажав дома, пријавив и не ме пуштија, пошто и мајка ми стои гимнастика тренираше. И ми кажа дека тоа многу повреди има и прекинав. Татко ми ме носеше редовно на ракомет и дзирка вака нижичките, ги гледав кај што играт ракомет. И еден ден избега топката кај мене и јас ја фрлив. Карамегович беше тренер и ми рече, ти ćeš да доđеш да тренираш рукомет. И така почнав да речам да тренирам ракомет, 5-то моделение бев. И уште од почетоко бев, да речам, доминантна, забележлива. Што позиција почна? Играв лев бек, значи имавме доста тренинзи во тоа време, 5-то оделение, значи играв и училишните спортови, играв и пинг-понг, и шах, и пливав, и скијав. Тогаш, значи, како што кажеш, во тоа време спортовите во училиштето беа застапени. Позастапени, имавме и многу успеси, се такмичевме на ниво на Македонија, нели? И бев, да речам, прва во пинг-понг, прва во скок во височина бев, атлетика бевме прва, Коле Канински, значи го представувавме на доста високо ниво. Таму учеше Коле Канински? Да, Коле Канински. Сите учевме Коле. Сите учевме. И понатаму, 6-7 оделение, веќе бев, да речам, играв прва екипа на Пелистер. Тогаш бевме меѓурепубличка лига. Значи играв со она генерација, да речам, после мајка ми. Беа тие сестрите Поповски, Качето, ги знаат, мислам, кои беа во ракометните води. За представа на гледачите збораме за во време на Југославија. За во време на Југославија, точно, значи збораме за 76-7 година.
Јас мислев чупе ми дојде гостинка. Не знам кој. И во тоа време имаше, се отвори, значи, тогаш игравме ние на ракометно. Имавме многу публика, Мате редовно беше сотапани со публики. Мате, да, Мате, така. легенда. И да речам, јас цело време бев во ракометните води, додека брат ми нели шеташе, играше фудбал, кошарка, уште се пронајдваше. И првото, да речам, прво мене што ме забележа беше на 13 години, кога имаше труфе на Југославија во Битола, нели, во спортската сала, и овој што е тренер Нишевиќ, Драган Нишевиќ, тоаш прв пат ме виде и да речам ме пријави, исто и новинарот Спиро Мачевски, може го памтите. Не се сеќавам. И ме пишуваше мене, значи, како нешто екстра, нешто вансериски талент и така. Од прва година, после понатаму, веќе играв редовно репрезентација на Македонија, на сите турнири бев или стрелец или играч, значи имав просек по 10 голови. И така почна на утакмица. Тоа се сеќавам 81 кога беше Анте Костелич тренер и стално ми велеше чувај руку за прво лигу. За прво лигу. Немој да се трошиш, пошто јас во тоа време бев, да речам, доминирав со шутот, имав многу јак шут. Значи таа ти беше вештината што да, имаше. беше вештината. По тоа што се карактеризираш. Да, и често пати, како дешавки вака да ги кажам, кога да игравме некој имаше паднати турна зад голо, пошто имавме публика вака околу голо и стално седеа на огради. И се дешаваше јас да погодам некој да падне зад ограда. Исто така голманите, значи, че имав силен удар, често во несвес ги паѓав то, несвесно, не сакајки, значи. Абе, ама бидеше напредно се сневиди. Толку мораше силно. Па сега. Понатаму... А трениравте, извиниш, да прекинам, спомна на ракометно? Да, трениравме на ракометно, на асфалт, игравме на снег, на дожд, игравме до коленици вака во вода. Па тоа сакав да те прашам каква беше организацијата во тоа време во споредба со денес, какви беа тренинзите во споредба со денес? Ти пратиш, предпоставам, и денес ракомет. Значи, голема разлика. Тогаш имавме само едни шангајки и патики, имавме фрутирски дрежчи, навака и маички некој. Ама имавме голема желба, срце, љубов, игравме без никаква надокнада. И да речам, игравме сите од љубов. А резултатите, нели, по себе, ние бевме, значи, најдобри во Македонија, како Пелистер. Тогаш уште во Скопје имаше екипи, меѓутоа ние бевме доминантни. Пелистер женскиот кога почна? Па, сеќаваш? Значи, јас кога почнав, влегов вана, да речам, 76-7 почнав јас, тогаш беа, нели, ти кажав, тие сестрите Поповски, така попознати, Качето, Илка, тие играчи. Исто ка тренер беше Карабеговиќ. После веќе 80-81 имавме, се смена Карабеговиќ, дојде, нели, Кандосо за тренер. И се дешаваше, тогаш игравме меѓу Републичка лига, одевме во Косово. Така се викаше во Југославија. Да, во Југославија игравме Македонија со Косово. И патувавме само Дрежа, Печ, натаму во тие простори. И кога игравме такмици, игравме исто на дош, на снег. Се сеќавам во една утакмица, само снег, вака рамка ни беше игралиштето. И рацете вака не ги осеќаме, топката не можеш да фатиш. Ама ништо не ве спречуваше, ништо не спречуваше, точно. Исто како, да речам нешто интересно, кога игравме во Вардар, во Скопје со Вардар, ги победивме 5-2, игравме со вода вака до коленици. Тоа беше така со малце голови? Не, тој ден беше така, пошто игравме на дожд во вода и топката се сеќавам вака ја чувавме, а гол може да дадеш само на жабици. Так. И така беше тогаш интересно, значи ние бевме доминантни и бевме, нели, не викаја амазонки. Зошто не бевме популарни? Немаше телевизија, имаше, значи, само весници. Понатаму кога почна, да речам, спонзорите кога почне, се посветија поќе на машкиот ракомет. Тоа сакав да те прашам, предпоставам и како ден денес, женскиот ракомет не е толку актуелен и кај спонзори и кај така, не беше. Публика. И покрај тоа што бевме ние, да речам, тогаш поактуелни, имавме повеќе успеси, значи фактички машкиот ракомет почна кога почне тука да идат странски тренери, странски играчи, нели, со првите тие, да речам, во тој период. Кога ти почна, пошто кажа дека
од многу мала почна со спорт и со ракомет. Кога почна во официјално да настапваш негде во првиот клуб, да речеме, освен Пелистер, кажа дека почна Значи, освен Пелистер, на 17 години, како што одевме нели на турнири, бев забележана и бев повикана во Диниш да подпишам за нив. И таму имавме еден турнир. И исто така на тој турнир, да речам, доминирав и ме забележа исто и од Раднички Белград тогаш. И тоаш постоеше еден Давид Калинич што го смета за татко на ракометот во Југославија. И се сеќавам како денес дојде во Битола, ме зеде да одам во Белград, нели? И рече не се секира и го раскина договорот со Диниш и ме зеде во Белград. И јас бев тоаш, значи 17 години само. И нели се преселив таму, живеев таму, почнав таму да учам. Ко велиш се преселив таму? Сама? Сама. Сама беше на 17 години? На 17 години да сама. Да учиш таму, да живееш сама и да тренираш? Да учам, да живеам. Игра во екипа, значи врвна екипа, европски прваци, шампиони, тоаш беа Раднички, значи во Југославија најдобрите, да речам, тие и будучност од Титоград беа најдобрите екипи во Југославија. И се сеќавам како денес којдов да подпишам, значи првиот тренинг уште не подпишано, добив едни 3 торбици со тренерки, патики, првите патики моја Adidas, да речам, дотоа со Шангајки игравме, нели? Так. И тренерки за футинг, тренерки за шетање, за играње. И така почна, да речам, тој дел во Белград. А поддршка од дома? Од дома, да, нон-стоп со писма. Со писма тогаш? Со писма, немаше те како газдарица да ни дозволеше на телефон да се јавиме, меѓутоа беше со писма. Таму живеевте, претпоставувам? Да, таму живеев на Звездара, на Прозорска, се викаше она. И тоаш нели ја добив на првата кредитна картичка. Уау. И мислам тоа стварно беше нешто феноменален доживеј. Доживле. Да. Бев прифатена многу. Играв значи со Китич, со Ѓурица, со Мила Зарич, со мислам Сладич, најдобриот според мене женски мислам играч. И како одеше комуникацијата, освен со писма, со дома се враќаше, не се враќаше? Не се враќав, значи тоа бев таму 3 месеци. Да, исто така во меѓувреме и се случија, значи тие репрезентација на Југославија. Бев повикана на Балканијада, каде исто освоивме злато. Да напомениме само дека Билето е единствена македонска репрезентативка во репрезентацијата на Југославија во тоа време. Така, и после тоа да речам, кога се вратив во Белград, требаше да игравме некои европски утакмици имавме, тогаш бидејќи тие европски шампиони беа Раднички. После тоа имав некоја, не знам, некој инсект ме полази по раката и ете така имавме една докторка, ми даде некој кремчина и јас со тие добив некоја инфекција. Некоја плюс инфекција. Некоја плюс инфекција и тоа беше причина да јас, да речам, така малце се осетив осамена во Белград, тогаш сама, повредена со раката, мислам као повреда, ако го земам. И тоа ме натера да се вратам после во Битола. Меѓутоа, повторно, кога се санира нели тоа, требаше тоа беше да за на Олимпијада? Да, требаше да ми Сеул на Олимпијада, меѓутоа тогаш ете така. Не ојдов од тие причини тоа беше во тоа време. Да. Значи, јас сакав да те прашам дали тоа што си беше сама од самиот почеток таму, па дали повредата да ја наречам беше иницијатор на да се појави твојата носталгија за да се вратиш. Да, дефинитивно. Да не се подразочара, претпоставувам малце. Па да, остамена се најдов таму, сепак друго е. И посто бевме многу поврзани со брат ми, со фамилијата, нели, кога комунициравме беше многу тешко. И ете, тоа беше причина да се вратам. Меѓутоа, останав нивни играч, патував после тоа. Да речем, ми си правите. Да, со авион, се ми беше значи наплатено, со авион, со воз, тие не сакај никако да заминам од таму. Меѓутоа ми беше после тешко, бидејќи бев 4-та година гимназија, нели? Требаше. Ние си изнакажавме работи, стигнавме до 4-та средно. Да. Па после тоа што се случи, да речем се вратив и тоа лето кога заминав на одмор, еве како една смешка да ја кажам, ние со друштвото на одмор седиме во Крани на плажа и
идат 3 црни коли, се паркират и ние сите се гледаме, се чудиме, а то делегација од будучност од Црна Гора, лично преседникот иди и ми вели да разговараме и јас му на плажа ќе се вратам за пола сат. Јас од тука битола. Се вратам за посад. За пола сат, да. Јас битола ме неса дома, кај родителите, нели, да преговараме за да одам во будучност. Так. Тогаш со Силјан Мицевски, нели, тој ги имаше донесено. И така тоа беше како една, да речам, меѓутоа не бев во тој период се уште бев по тој Под друг импресум беше. Да, не можев да го напуштам, да речам, градот. Ама жалбата за ракомет не ти опадна? Не, никогаш. Никогаш. Никогаш, продолжи во Пелистер. На домашен терен. На домашен терен, и сега тука во тој период веќе почнавме, значи тие, нели, да речам, поголеми успеси да ги постигнуваме. До 80, да речам, 9-та, кога имав скинато лигаменти на рамото и мислев дека поќе нема да играм ракомет. Значи не може вака, да речам, камче да фрлам. И после тоа, нели, се мажив, останав бремена и таа година и пол, 2, фактички ја санирав повредата. И Па се роди Бобан. Да го поздравиме Бобан. Бобан, поздрав. Заедно трениравме со Бобан кај Билето, нормално. Кај Билето. Така. Па после тоа не знаев дали ќе се вратам повторно, пошто имав голема килажа тоаш, поправена, нели? Што е нормално. И тогаш беше Мунетич тренер на Пелистер. И ми рече, штета е да не продолжиш да играш, значи почни да тренираш и одев тренирав со машките. И сватив дека за месец дена се вратив. И тогаш бев одев да играм во Тутунски, каде шо, нели, ги стигнавме до 3-4 место, значи во тој период. Значи збораме за 92-ра, па 93-та бев Кичево, па 94-та, значи 93-та бев 4-та, 95-та Кометал заминав. Колку време играше за Кометал? За Кометал имав подпишано 2 години, меѓутоа изиграв 1 година. Се вратив бидејќи не ми одговараше тој стил на игра, пошто јас бев поќе индивидуалец, шутер, голгетер, а таму бев во една позиција да играм за другите. Така, јасно. И јас мислам не беше својственото за мене да играм како механички, како за некој. Да, не играв за тоа, меѓутоа не бев учена како роботона. Не иде до израз моите индивидуални способности. И после тоа, нели, кога ојдов во Богданци следната година, исто тие се боря за... Значи јас обично одев во екипи или што се борат за прво место или за опстанок. Така. И кога ојдов таму, се случи да јас и уште со пикерот и уште еден играч на сред Скопје на Кометал, значи со екипа сите странци, да играме нерешено на полувреме. Значи, се сеќавам, никош нема да заборам, ме чуваше Мими Чупич и буквално после утакмица ми вели: Биби, не можам на нозе да стојам. А јас мислам повторно и покрај тоа што секојаш играв со фластер, нели? Прва минута има фластер. И после тоа, значи, тој тренер ми кажа, вика, со тебе направив голема грешка што, значи, не ти дадов слобода во играта. Јас имам впечаток за тебе и за Боро. Не е тоа само впечаток, него кој тренирав кај тебе во школата и Боро идеше многу пати секако. Вие играте, јас велам, ракомет со мозок и со интелигенција. Јас до ден денес, мое лично мислење, без да се навреди никој, дека играчи од вашиот калибар не излегоја. Значи можам слободно да кажам, поготово тебе не сум те гледал многу, искрен да бидам, ама Боро го гледав многу. Од калибар од како Боро до сега јас немам видено кај нас за во Македонија. Така. Да игра со толку интелигенција, да игра со толку голема желба. Боро играше и за другите. Да. Како што кажете, Боро беше техничар. Да, Боро беше техничар, играше за другите, а јас сете да речам до повредата играв поќе за голови, нели? А после повредата, кога почнав, после кога се вратив, да речам, тогаш веќе почнав да играм и за другите. Значи имав голови, меѓутоа имав и
и асистенции, тоа веќе нормално кога ќе се озреш играчки. Асистенци, јас ги памтам Ете, твоите така. асистенци кај тебе на тренинг, невозможно е. така. Се наведнуваш овде, другиот гол од таа страна, ја пролеш вака топката, мене враце ми иди топката. Јас знам да верувам кај ме виде, женава кај ме виде за да ми ја подаде. Тие беа потези што значи не можеш ни да ги планираш, ни да ги смислиш, едноставно ти Го носиш така, во себе или тоа. го имаш или го немаш. Точно. Што пак ќе кажам, ќе повторам, ние во мојата фамилија се збореше само за ракомет. Значи ние друг муабет да речам. Не си правевте подобро Не друг си муабет, правевме, а? него вака е, така е, ова направи, она направи, го тренирај вака, направи вака. Тетка Маре како ми е? Многу добро. Многу да ми ја поздравиш. Благодарам. Таа ни беше втора мајка на тренинзите таму, се грижеше за нас како неизини деца. Да. Како ти беше последните надпревари? Следните надпревари, 5 години играв таму, каде што исто бев земена како, да речам, за обстанок бев земена, во Кожани. Меѓутоа, ојдов таму, е интересно нешто да кажам, ојдов на проба и сега првото полувреме седам на клупа и гледам. Тие губат 15 разлика. И јас нешто седам, и ајде да влезиш сега за да, нели, за да ме купат. И јас влегвам и во 10 минути 20 за нас разлика. Мислам, И после беше многу интересно што за нив беше до тогаш прв странец исто, поготово од Македонија. Да. Јас кога одев на тренинг, одев еден сат порано и пошто повредени нели сите прсти си ги лепев со фластери и тие мислеа после дека така треба и сите почна да идеа си ги порано и сите почнаа да лепат фластери. А стварно со прстите тоа, јас ден денес не го разбрав. Играв и јас ракомет, знаеш, Така, сама толку да. време. Што е стварно, што се повредват тука А прстите? ништо, овие ковчината е, во сите мои прсти се криви, Се криви, гледаш. да. Тетивчина, ковчина, значи, да речам, еве, се е повредено. Мислам се и- случува да играш со болка во прстите. Да, па да ги бандажираш вака, Така. за да може да функционира. Па со палец ударен, потечен, шинат, со повреди на стината. Ракометот груп спорт се Да, дефинитивно. Не е за секој, ама Да. Јас исто така се случи, еве, исто така, значи за Кожани, на место за обстанок, јас ги донесов до второ место. Игравме купови со една, тие таму што му беа Арта најдобри. И тогаш се случи, тоаш прв пат на 33 го повредив коленото, значи без некој да ме турни, да ме удари. Игравме на зелена гума, дебела, што е гумирано, што нас појќе ни одговара паркет, нели? Да, паркетот е. И после таа повреда тогаш ми рекоа дека јас поќе нема нормално да одам или да ракомет нема Да играш. шанси да играм. И тогаш значи реков дека и ќе се вратам и ќе играм и го направив тој, по 3 месеци играв финале куп во и се чудеа докторите, се крстеа, веле ова не е можно. Сакам да кажам жалбата, љубовта кон нештото се може да победи и да надмени. А колку е нормално за пензионирање ракометот? Нема, нормално нема. Значи се додека... Кога осеќаш дека ти организмот веќе не може да се носи со како да речам со потребите што треба, што се Зависи осеќава, прво од организам до организам, нели? Од тело до тело. Јас не пиев, не пушев, значи живеам спортски. Скроз спортски. Што значи јас како жена кога играв до 35 години, исто бев, нели, како што рековме преди, прва мајка што се врати како мајка. Потоа, нели, кога ја отворивме школата, после тоа завршување, уствари играв и Грција, нели, идев и на тренинзи со вас. Да. Тогаш беше тој период. Да, мајка ти тогаш не Да, тренираше. мајка ми ја отвори, трениравме со брат ми трениравте, нели? Да. А тек после јас бев пошто патував тогаш во тие години. Сакам и за школата, да кажем. Да. Тогаш патував, одев и играв. Во меѓувреме мајка ми имаше конкурс за наставничка, ми даде документи, ме примија на работа. И значи одев и на работа, одев и Грција, ја држев и школата. Кога тоа, која година беше? Па тоа беше 2000-та година. 2000-та година. Значи Да. ти од 2000-та почна и наставничка. И наставничка, да. А 97-ма, нели, отворивме школата. Школата. Бев прва жена тренер, нели? Со малце помалите од вас, значи со Бобан, Филип, Миро, како што беа генерацијски, игравме на Фонко, имаше, нели, она машка ракометна лига. Тие беа финале, игравме со Ресен и го зајавме второто место, ама
со суди. Со суди. Да, значи децата беа феноменални, се сеќавам, игравме тогаш, имаше од Београд, Партизан, имаше од други, од Југославија, од Србија екипи и се сеќавам дека кога игравме, значи со тие, буквално ме скрија топката на децата. Да. Значи толку бевте и вие сите посветени на ракометот и едноставно другарски функциониравме секогаш. Една паралела да направиме, јас денес искрено и не знам, тогаш имаше поќе школи, ако се сеќавам. Не, ние бевме првите и на ПЦ Димитровски. ПЦ Димитровски. Две школи имавме, Да. значи ние бевме првата, да речам, званично и со женски, шо после се отвори Феникс и други. Ама имаше некако осеќам како поќе деца одеа на ракомет, Да. јас памтам вриеше од деца Да, и кај имаше Пеце деца. Димитровски, Да. Стојан Чотата и кај него имам тренирано. Така, после тоа имаше Имаше многу деца многу што деца. одеа. Да, првата година кај нас имаше 120-140 деца. Тоа е бројка, Значи, сала не ги да, бери. да, па не можевме да престигнеме со тренинзи, значи еден за друг тренинг имаше, па се менувавме, нели, брат ми, па јас, Да. со помалите мајка ми и така функциониравме. Тренинзите, ај сега ќе почнеме и за школата, да. Ја отворивте школата како пошто дома рековте само за ракомет, правите муабет. Така. Седнавте и рековте школа ќе отвориме. Не, мајка ми се тоа. Тетка Маре, значи Да, беше мајка ми иницијатор. иницијатор, и веројатно сакаше и нас да не прибери тука, да не му бегаме. Да не му бегате лево Да не му десно. бегаме лево-десно. И та беше, да речам, и иницијатори, меѓутоа и незината љубов и на татко ми, и на мајка ми, значи фактички и тие си ги празнеа батерите во школата. Тоа беше се, значи, Види, кога завршва кариерата како играч, така. што ќе правеа ти ако не беа тренери, Да, после ако не точно. тренираа? Точно. Мислам, не што ќе правеа во буквална смисла, ама љубовта што му беше кон ракомето, сакаја да си ја продолжат да го работат исто. Едноставно ги исполнуваше, значи ние фактички живеевме за ракомето. ракомет. Тоа ни беше преокупација, како да речем. За после кратката пауза продолжуваме за школата и за твојата кариера во образование. После паузата се враќаме. Имаме уште еден гостин сега после паузата. Непотизам сега, си го викнав син ми да ми биде гостин. Ама не е случајно, затоа што Андреј е мојата прва среќа и е ученик на Билјана денес во основното училиште Коле Карински. Знаете бе тато вие дека вашата наставничка беше успешна ракометарка? Па јас знам, ама не во прво, второ го почна. Не во прво, второ. Значи наставничката не се фали. Не. Не. Вие не ја прашувате, таа не се фали. И сите биле кој што му кажав кој ќе ти биде гостин, што ќе ти биде со кој ќе снимаш, му кажувам, сега пошто предава по физичко, Да. таа му е перцепцијата дека може по физичко предаваш. Да, сите така и порано мислеа. Кога ќе одев, например, облечена до терен на работа и ме прашува како предаваш ти физичко, јас му не предавам Не физичко. предавам физичко. А Да. добро, логично е да... Да, логично е. А се дешава, мислам, вака по фармерки да скокам и на јарец и на коњ. И примет да брам, значи тоа Не ти воопшто не ми проблем, представува никаков. проблем. Кажи ми, има една интересна смешна ситуација, имаме праено муавет. Кој игравте со репрезентацијата на Франција? Така? Бобанче нешто се пожалил дома. Па да, беше четврто деление, четврто, петто и дојде нервозен дома и неки да каже, имам Бобан, шо е работата? Не е битно. Бобан кажи ми, го гледам дека е нервозен. Растревожен. Така рече ми рекла дека мајка ми играше погајки на телевизија. А ние тогаш носевме Adidas фрутирски шорцови, немавме како сега оние Така. дресови. А што куси беа тие? Куси беа како гакички А, вака, како гакички. Adidas со 3 траки. Сега не постоја такви. Мама игра погаки, а? Мама игра погајки на... И тој после не сакаше да се објаснува дека мајка му е спортист и така натаму и слично. Тоа беше како смешка. Ке ми го пофалиш детето вака јавно сега? Да, ќе го Ке пофалам. го пофалиш? Да. Одличен ученик, примерен, исполнителен, вреден, прв да заврши во се, прв да направи, само она сега што да направам. Абе не треба така, не Сега би ги што да будала. направам. Не би ги будала, не Сега треба што да така. направам, со ова завршив, сега што? Меѓутоа ќе си ги завршам врските како што треба.
Иначе тој знае дека јас према сите деца сум иста. Не е ништо посебен и покрај тоа што сите мои ученики што живееме и така натаму. За мене се сите деца исти. Ти со деца не ти е ова ништо ново тебе што работиш сега како наставничка, од прво до петто, поново како така? Да, од прво до петто, да. Од прво до петто. Ти почна да работиш со дечишче како нас од школата која отворивте за ракомет. Точно. Имавте од колку, од која возраст? Значи имавме од 5 години, 5 годишна возраст имаше 6. И што можат од 5 од 6 да прават на тренинг? Па ако ништо. Немам представа, те прашувам. Значи имат основни работи со топка, вежби, за, како да речам, за координација, вежби, за моторика, координација. Ги чевме да трчат, да движат и така. И после тоа дете што го бива, значи одма се гледа 5-6 година веќе. Одма покажува, да. А додуша овие што се по сегашните деца, да речам, се по-талентирани, не по-талентирани, него по-брзо добиват, да. И не само тоа, него и брзо се откажуват. Значи има тука две, ќе тренира кошарка, па ракомет, па ќе оди на фудбал. Не може да се одлучат што сакат, значи. А што е причината? Не се школите добри, не се тренинзите добри? Еве ќе почнам прво со ние кога отворивме школата, тоаш имавме и за девојчина и за нели и за машки имавме школа. Значи јас како женски тренер, да речам, бев попримамлива за девојчината како тренер. И после тоа, сега мислам дека сега веќе има во поново време, нели, во Скопје. Битола во моментот не знам дали има женска школа, искрено. Искрено јас да не грешам. Знам отворен. дека се машки, значи овие што се клубови тренираат со деца. И тогаш бевме не само што трениравме, туку и се дружевме, на турнири одевме. Ево и имаше случајна ситуација кога бевме Будва со Аце голман, значи исто ваш Александар Котевски. Александар Котевски. Голем поздрав. Група на деца, сите 30, сите со 30 деца, јас сама. Одиме таму во Будва и кога ќе одевме на тоа едно игралиште имаше за годење оние. И овие се освојуваја. Сите му ги годеја пијалоци, не молеа поќе да не одиме таму. Да не одите, му земавте се. Да, и се слуша нели она македонски и вака така и му вели на тетка, ве од кај сте, му вели? Од Скопје, не му вели од Битола. А со кој сте? Со билето. Со билето. Со билето. Се знае, да се знае со билето. Се знае со билето. Да. И тоа беше, значи, долги години, да речем така како... Имам некој впечаток дека има многу родители што ги форсират децата. Да. Дали тогаш имаше. кој идевме ние? Да, имаше. Имаше такви. Имаше од првиот тренинг дали може детето мое да биде да го направите како тој. Да. Тој и таја или како тебе или како. Значи ние не ги правиме. Фактички ние никој не правиме, ние ги тренираме. А што ќе стане, то пак зависи од нивните, значи, индивидуални способности, потенцијал, нели, талент. Ама реално во тоа време јас не памтам колку време идев искрено кај тебе на тренинг, не е ни битно. Така. Не памтам дека некој се имаше таков тип некој изфорсирани од дома. Бевме многу се дружевме ние. Јас и со машките и со женските, ако се сеќаваш, ние мешано не тераше ти да играме ракомет. Точно. Машки со женски. Точно Имавме така. многу дружба. Да. И затоа може тоа не држеш. Јас гледам по Андреј денес. Да. На кошарка оди. Ако Иван другар му или некој од друштвото што одат на кошарка се погоди од боле ненастинате да не оди, и ќе измислува причина да не оди и тој. Да не оди тој, да. Веројатно не е таа желба ние што имавме кон спортот, кон ракометот. Не Многу само се тоа, не само тоа. дефокусирани со други работи денес. Добро, сега се не само дефокусирани, него сега имат и многу децата заложенија, обврски, англиски, компјутери, виолина, клавир, шах. тапани, на се. Така, на се, значи не може треба да на оди. се. Да. Не може на се, мора, значи, тоа што му треба, прво за тоа што го бива, велам јас детето, после за се друго. Не може, значи, родителите грешат кога ги форсираат децата, дека тоа тие што го сакат, што велам јас лечиме комплекси, да не речам лечат, да не повредам некој, значи да сакам да ми стане и мене детето тоа. Не, детето тоа што сака, ако има афинитети према нештото, било што и да е,
Тогаш ти како родител треба да го поддржиш, нели, и да му го овозможиш сето тоа. Сето тоа, да. А не да го форсираш и да го едноставно после кај детето се јавува како одбојност према предметот, према спортот, да. било што иди на тренинг, значи јас колку пати се случуваше деца што не ќе да тренират, бидејќи родителите сакале да тренират, и са тоа дете изгубено на тренинг, не го интересира. Да, иди од што мора. Иди да од дојде, што да мора. терат. И јас често се случуваш, ако се сеќаваш, како што го рече ти претходно значиона, кај нас сите бевме ние како една фамилија. Да, да. Се помагавме, Така се беше. дружевме, заедно секаде одевме, немаше љубомора, завис меѓу вас. Андрејче, сакам да те прашам, го запишавме Андреј на кошарка, на англиски и на цртање. Тоа се 3 работи, Добро. дека зборавме за форсирање. Така. И пооди некое време на сите 3 и еден ден почна да се буни дека не можи и реши дека неки поќе да оди на цртање, а зашо беше причината тата? Бидејќи немав време за се и бев слободен само во недела. Само во недела, да. И тогаш видовме ние уствари дека стварно детето имаше 3 часа кошарка неделно, 2 часа англиски, саботата сакаше да се види слободен нормално, и да се одеше на шета. цртање и Така, не нормално. кеше поќе да оди на цртање и поќе од тогаш не го форсираме за ништо, ама настојуваме да оди на кошарка. Имаше моменти кога ќе речеше, не ми се оди, да спортува, без разлика ние не ќе го правиме, не знам Така каков да, кошаркар, да си спортува и англиски не е нешто страшно ми се чини, така може Не, да се само оди. учим англиски. Да. На кошарка водиме- како ти е? Па убо, имаме вежби и секој четврток играме кошарка. Така. Така, тоа беше малото преди што зборавме за во школата. Ние едва чекавме билето да речи ракомет се игра. Пошто не ни даваше секогаш да играме така, ракомет. нормално. И тренинзите твои беа многу интересни, оти ние многу често кошарка игравме на Фудбал, кошарка. кошарка со ракометарска топка. Да, рагби. Тоа не беше случајно, Не беше ништо случајно. тоа не беше случајно. Така. И беа многу интересни тренинзите. Сега искрено кај Андреј нема мојдено на кошарка да видам, ама е задоволен. Така. И си иди задоволен, наравно, ама се случува ако не могат другарите да го боли мешето. Ме боли мешето, не ми се на кошарка, не може, ме боли мешето. И уствари то не оделе другарите и некел сам да оди. Така. Така пред денешните деца, да. Па да. Во школата го спомнавме Александар Котевски, идеја Кикето ја памтам, Кристина, ден денес се гледаме. Многу деца, Стефан, ако се сеќаваш. Како не е Стефан. Бевме многу деца, ама си се држевме и се дружевме и никој не форсираше од дома. Искрено не знам, Да. памтиш ти некој од моите да дошол на тренинг? Никогаш. Не дека не беа заинтересирани, едноставно не се Беа, наметнуваа. меѓутоа никој не деше и вие тогаш бевте самостојни, значи сами одлучувавте единствено ако требаше негде да се патува, например, или за нешто поголем проект, меѓутоа вие бевте сами на себе, како да речем, Да. препуштени. И пак Па сами од сега Андреј, Да. сега на 9 години почна сам да оди на школа. Ние одевме Да. многу помали сами на школа. добро, такви беа времињата. Беа различни времињата, ама сакам да кажам, мене ми е страв да го пуштам сам. Да. Оти има 2 големи улици што треба и помени до Колеканински, кај што се вози денес ненормално. Ненормално се вози. Така да не знам, а и тој од дома па нема некое друштво за да оди натаму. И редовно. Ама со Иван се чекаме кај Ангро, тој ќе оди до Ангро и јас одам и само одиме заедно. Да. Си има друштво? И ми е страв многу со кучината. Овде има од овде до Колеканински има може 2-30 кучина што треба да и помени, што Еднаш не можев да си одам дома, имаше може 15 кучиња, лаја сигди, се качив на споменик и не мрдав од таму. да, барем се снајде. Со школата кажавме, јас како родител, кој што моето дете учи кај билето, сум восхитен од нејзината посветеност кон децата, со каква љубов работиш за децата,
24/7 работиш со децата. Јас не сум член во групата што имате мамички, татички, ама жена ми е член и ми кажува дека нон-стоп пишиш, даваш домашни, не домашни дека тој мора да го направи. Користиш и некои апликации, само ти што ги користиш. Да. За децата да можат да вежбат. Кажи ми нешто околу тие апликации, како... Значи, тоа се дигитални платформи од едукативен карактер. Јас сум единствен амбасадор на Клас Доџо во Македонија. Со таа, значи, претежно ще работиме апликација и платформа, каде што на тој начин комуницирам и со вас родителите и со децата, каде секој ученик има електронско, значи, портфолио, каде ги пишува домашните, каде се снима, Еден вид на досие, еден вид на досие, секој... точно, меѓутоа и кај што си ги исполнува своите обврски, домашните, училишните, се што работиме, значи, ние водиме евиденција во тоа. Во исто време на таа, да речем, платформа, постираме и други дигитални апликации, платформи, исто како што се, Padlet или како што изработват книги електронски. Да, тоа е значи, многу интересно. ете така, имаме Story Jumper, Book Creator и многу други. Пошто јас доста ги истражувам тие и применувам само она што гледам дека ми е практично, применливо, интересно, кај што има фидбек од дечината и се во склоп, значи, на да имат успех и да му биде полесно, да се помотивирани и едноставно да учат без мака, низ игра. Да не биде толку класика, сега домашно, толку ќе ви дам да пишете за утре ова, за утре она. Не. Кажи ми, колку години си во наставничка? Па, во образование сум веќе 24-25 година, значи, како наставник. Во што мојата, значи, секојдневна, да речам, работа, исто така сум и автор на учебници. Да, знам дека имаш и приречник за наставници. Така, имам приречник за наставници, инструменти и техники за следење на напредокот на наставниците. Да речам, ете, тој приречник го направив тогаш, кога почина брат ми и тоаш, да речам, болката ја претворив, во... Ти беше како издувен вентил. Како издувен вентил, ете така. После понатаму, 17-та беше збирката Кембридж во математика за 5-то, од која што имаме доста повратно позитивни да. И сега овие последните 2-3 години напишав 3 учебници, од кои еден влезе во настава за трето општество, а овие другите двата значени помина, па не помина и тие се долга и широка, Да. Не навлегувам во тие води, меѓутоа пак ќе речам од мојата љубов кон децата, од мојата целокупна работа, од праксата, гледав сето тоа што го пишував за нив, за да си олеснам работата, да му го олеснам нив учењето и да му биде поинтересно, подинамично, повозбудливо. За тоа е доказ, Андреј многу пати спомнува, тото ќе дојдат, вели, од други класови поголеми деца, ќе дојдат, ќе изгушкат билето, ќе избацват, сите тука дојдени да се видат, на корзо ќе ја сретнат, ќе дојдат, ќе ја гушкат. Значи не само ти си, наставник и правиш се за децата за да учат за тоа, него ти си блиска со децата. Да, блиска. Ти ги мотивираш децата да учат, не само да учат, него и да се дружат, и да бидат културни, и да бидат воспитани. Кажи ми, во сите овие години, претпоставувам, се си имаш изнагледано, секакви деца. Можеме да кажеме слободно дека децата никогаш не се криви за нивното однесување секојдневно, затоа што се потекнува од домашното воспитување, тоа е мое барем лично мислење. Кога ќе направиш една споредба од кога си почнала со денешниве деца, многу ме интересира, затоа што тогаш немаше телефони, немаше толку компјутери, толку интернети. Што мислиш дека денес е најголем проблем на децата? Што му представува голем проблем на децата да бидат добро да се однесуват и да учат? Затоа што јас уште нешто ќе кажам искрено, кога ќе го земам некојаш Андреј од наш школа, слушам такви одвратни зборои од деца помали од 9 години. Така. Што не ми се верува, и ние бевме секакви деца, ама такво нешто во речникот наш не постоеше. Значи тоа беше причината, ќе се вратам на моето, значи, учење и употреба на технологија дигитална. Значи, порано, како што рече, немаше телефони, немаше компјутери
единственото нешто беа нели хартијаните учебници. Децата значи учеа од тоа и нема друга да речем занимација или друга некоја помош. И така беа поинакви беа во секој случај. Меѓутоа овие денешните деца Социјални беа, може? Уште. не мора да значи. Децата си се како деца за тоа време секогаш се значи на времето. Така. Се однесуваат адекватно нели со времето и со во кој што живеат. Так. Овие сега си се нормални на ова време со кој живеат. Меѓутоа, пак ќе речам јас како наставник, не ги учам децата за времето што поминало, туку ги спремам за некој време што ќе, нели, што ќе дојде. Значи јас никогаш да речам еден ист материјал не користам за исти деца. Сите мои материјали, сите мои што ги изработувам, пошто континуирано изработувам материјали за секојдневната работа, спремам нели и презентации, домашни и активности, задачи, работни ливчина за секоја генерација, за секој одделение, за секој дете, тоа го изработувам посебно. Никогаш ист тест пример или иста презентација не му давам на од истите да ги користам од стари. И сега овие се деца, да речем, ко почнавме ние во прво одделение, ако се сеќаваш, сите имат мобилни телефони. Да. Меѓутоа, тие мобилните телефони ги користат за игри. Сега, што значи тоа кој ги користат за игри, нели? Само ние не се едукативни игри, Така. туку се тие пошто повеќе забавни игри, понекогаш има и агресивни игри. Да, насилство. Значи што делуваат негативно на децата. И се затоа јас преку тие игри што ги работиме интерактивни и дигитална технологија настојувам сето тоа да биде компјутерите, телефоните да ги користат исклучиво за едукативен карактер. Зошто? За логички да размислуваат, да бидат креативни, мотивирани, да дизајнираат, да бидат успешни, значи на секое поле, не само. И полесно нормално да учат, да ги совладуваат сите наставни материјали кои навистина се потешки и пообемни со новата, нели, концепција. А ти како наоѓаш сила и мотивација секој ден за се ова што го правиш, што како што кажа сама, секојдневно работиш за различни работи да му презентираш на децата на различен начин за секој одделение да има што да се учи. Од кај црпиш ти мотивација и љубов во ред? Ја имаш ти, не дека ја немаш, ама нешто мора да те мотивира тебе секој ден. Така, вели вака, ако учителот ја почнува својата градба, значи, со љубов и со вистина, градбата ќе биде здрава, нели, и ќе траи години, децени. Ако тоа го правиш ти без љубов, чисто само механички, колку да го поминиш времето, денот или часот, тогаш ништо нема да постигнеш. И са децата го препознават тоа. Фактички, јас учам од нив, тие учат од мене. Се надоградуваме, се надополнуваме и се што работам, јас гледам, тие никош, например, денот не му е ист или другиот ден иска го претходниот и никош не знаат што ќе правиме. Ме разбираш? Те разбирам, да. За разлика од порано, јас да речем стара настава, порано отвори го учебник, отвори ја тетратката, читај, препиши толку. Кај нив секој ден е нов ден и на ниеден час тие не знаат што ќе прават денес на македонски, на математика, дали ќе играт, дали работни ливчина, дали работилници, дали компјутери. Едноставно, јас сакам премногу работата, мојата значи преголема љубов. Второ, уживам во тоа што го правам, не ми е тешко и јас се забавувам. И трето, во секој случај гледам да си олеснам работата. А правејќи го тоа после, кога го гледам задоволството кај децата, сваќам дека сум на прав пат. Тоа ми беше моето следно прашање за фудбалерите, наградата, ајде така да се изразам, спортистите, аплаузот од публиката. Така. Актерите во театар исто е аплаузот од публиката. Кај тебе шо е? Шо е задоволството што го добиваш кога ги видиш децата? Да, точно. Пораснати, те поздравуваат, културни, воспитани. Точно. Нема поголема, значи, сатисфакција за еден наставник од тоа кога ќе види детето среќно, здраво, успешно, дека иди на училиште со кеф, со љубов, а не со плачење да му се слоши. Јас се случува 12 сати, јас не можам да ги избркам да си одат дома. Му велам готово, завршивме за денес, ти велат, шо, уште малце барем.
Да, многу пати велеше, Да. што ќе правам цел летен распуст, 3 месеци ми се оди на школа, му се чудев, јас ама добро, ќе свати па таму по некој Да. време, кога ќе му дојдат после Точно. колку професори наставници 12. има, 12 наставници, тоаш може нема ти се оди. Те нервират многу пати? Некојаш знаеме да го испрашаме дали те нервират. Никогаш не ме нервират, пошто не сум, да речам, не си дозволувам да ме изнервират, прво. Дека се немирни некогаш, недисциплинирани, понекогаш се случува. Деца како деца, значи тие се жива материја, не може само да седат на место и да го како некој работи, како значи нормално е дека меѓутоа со нив комуницирам на еден посебен начин. Прво сме другари, после сум како родител и трето како наставник. Значи кога се работи, има дисциплина. Толку се сега, еве да речем во четврто одделение, толку се самостојни, што дури не му ни требам јас на час, само ќе му дам насоки. Со таа платформа што е нели на Доџа, еве Андре знај, сами снимат, сами се водат, сами се оценуваат. Значи толку се припремени да речем, што јас ги викам машини. Таа платформа ја користи друг некој? Моментално почна да ја користат, значи пошто се држев и обуки нели за тоа. Меѓутоа таа пак не само таа платформа и сите други, пошто јас користам и доста и Padlet, нели, знаеш ти. Кај што треба нели кај што имаме како гласање како на. Користиме и Padlet, користиме Book Creator, користиме и други, значи олеснителни да речам технологии што треба многу работа за тоа. Значи не е само едноставно да седнеш и за 5 минути, да, значи треба многу работа. Нормално дека после пак ќе речам фидбекот е значи нели неминовен има. Фидбекот е тој, значи еве Андре иди од школа насмеан, оди на школа насмеан, знај да речи сакав да поседам уште, знај да речи не ќе распуст да има ми се оди на школа, тоа не е туку така случајно. Домашното не му е тешкотија, не му е проблем, туку не го сваќат како некоја обврска, што не се домашно треба пишам. Точно. Има моменти нормално како деца не ќе да пишат домашно или да решават во апликацијата, ама тоа е сосема нормално. Меѓутоа еве пак, значи еве тие што се потешки да речам предмети, јас гледам да не биде пак на класично испитување и традиционално да речам со читај учи она. Гледам значи преку квизови, други интерактивни игри каде што и така и се испитуваме на тој начин, значи помодерно, каде што детето е поактивирано, ќе размислува. Најбарана си кога ќе дојди прводеленци да земаш. Најбарана наставничка си. Ето не. Врски фрчат, летат, од ваму, од таму. Ти реков ми рече, ама тоа не е, пак ќе речам, ништо случајно. Затоа што си докажана, еве, јас по моето дете. И плюс, кога бев јас твој ученик во школата ракометна. Јас не фати врски, билето ми се јави, не знам дали фати ти на нешто или не фати, не е ни битно. Нема да го кажеме тоа сега. Билето ми се јави. Ти прводеление ќе имаш дете? Да, ќе имам прводеление дете. Добро. Нема да го издам. Кој беше врската? Врската. Да. Јас искрено па и немав представа дека може такви работи. Чекај да ургираме за овде, за онде. Да. Значи секој родител нормално си го бира наставникот нели кај што сака да учи. Меѓутоа не можеме нели не можам јас сите деца да ги учам така. Значи сепак пак е селекција направена не од мене, нели од службите има нели она да има машки и женски, нели се испитуваат пред знаења, така си има некои процедури, правила. Ние можеме до едно-две дете што знаеме дека еве пример сме ги учеле, нели братчина, сестричина и пример нели да знаеме дека е така и нас, меѓутоа се друго пак е до педагошките служби, нели ги избираат. А иначе жалбите нормално се. Фала Богу се, секој сака за своето дете да има најдобар наставник и професор, фала Богу. Точно, сепак е значи му ги ставаме нели темелите на неговиот иден живот, нели? И ти нормално сакаш најдоброто за детето, така? Да. Кажи ми дали според тебе сметаш дека има недостиг од домашно воспитување кај децата денес? Според тебе, по тоа што го гледаш секојдневно. Јас искрено
пак ќе речам, значи почнавме со вас од прво оделение. Значи, најбитниот момент е кога ги земиш децата од прво оделение, сето тоа што велиш ти дека недостиг на домашно воспитание, јас не го сетив, во смисол што секогаш вие знаете како родители дека ние функционираме како триаголник, значи дете, родител, наставник. И сите проблеми ги решаваме заеднички. Значи јас не можам да се пожелам еве досега на сите мои генерации што сум ги учела, дека сум имала деца со, да речем, невоспитани, или и ако имало некој таков момент, сум се трудела да се коригира уште во старто, за понатаму нели да нема проблеми. И тоа е, значи, пак ќе речем, од прво оделение јас ги учам децата не само математика, македонски предметите што ги учиме, туку да се сакат, да се почитуваат, да си помагаат, да си соработуваат, да се ценат. Нема кај нас, значи, разлики во во ниеден сегмент. Сите се еднакви, сите си помагаат, се сакат, се почитуваат и нормално после знаат, значи, стигнати се до степен да сами се оценуваат, а за да се оцениш сам, значи, треба стварно да знаеш. Да, и малце да си зрел, точно, пази на таа и зрел, возраст, треба малце точно, зрел да си за таква работа. Точно, и како што велиме, ние не го гледаме името на тој што го оценуваме, туку го оценуваме неговото, нели, знаење. Така. Биле, Мала. Цела емисија, таа тензијата ме држи, радоста што дојде, што имам привилегија после толку време да дојдиш. И син ми си го извадов ете во емисија, а со него планираме уште емисија, јас и тој да правиме сами. Многу ти фала што дојде. Фала што 3-4 дена ми одговараше на пораки и на телефонски повици, со сакање, со неќење не е битно. Мислам дека пак малце кажавме. Да, многу малку. Сигурно ќе имаме и друга прилика, јас би сакал некогаш и ако ми дозволиш да дојдеме и да снимаме в школа. Нема проблем. Дали во салата, дали во училница, дали со дечина други, можеме и да смислиме и некој наш проект со дечината. Така. Во иднина, да искористиме ова твоја посветеност и љубов кон децата што ја имаш, да малце да промовираме и да пропагираме сите оние вредности што ти сакаш да му ги децата да ги добијат од твоите предавања. Така. И многу ми е жал што немаш ракометна школа и денес, искрено, затоа што ќе беше сигурно многу успешна и ќе излезеа многу таленти. Ама кај знаеш? Можно е потаму. Не знаеш животот што носи. Да бидеме во контакт и да не дојдеш пак во емисија. Кажи ми ти како се осеќаш денес? Искрено ти кажам и на почетокот ти кажав дека не обожавам многу емисии. Не сум медиумска личност и покрај тоа што сум обучуваш за медиумска писменост и култура. И многу тешко ми беше искрено, меѓутоа ете пак и ти кажам имаш голема привилегија што ете дојдов и ти бев гостин и ми беше многу мило. Имав трема, нормално. Да, пошто не сакам ни камери, ни светли, ни телевизии. Ама нови не се страшни толку. Така. И иначе мило ми ете што некој се сетил да речам на сето она што еве јас лично сум го постигнала, за кој не зборувам, не сум транспарентна, немало телевизии, не се фалам и како сега веш имаш еден надпис нели во Тера, како што нели не прогласија за кралица на спортот. Да. И многу луѓе ме прашаа што ти играше ракомет. И јас реков онака. Да. Случајно, значи не се фалам со тоа што сум била. Те разбирам. Јас знаеш зашто не одам на ракомет денес? Ако одам на ракомет и гледам ракомет и целата атмосфера, така, се јадам жив однатре што не продолжив со ракомет. Да. Ти знаеш дека јас ти беше одличен. Имаше невиден потенцијал прво како левичар, беше бек, значи имаше и шут и финта, имаше движење, брзина, беше потенцијален како десен бек, стварно штета. Штета, да. И значи стварно штета. Затоа кога ќе одам се случило во минатото да одам ќе ме свикат другарите некогаш ќе ми запнат. Ми плачи душата. Да, ми плачи душата и не ми се оди од таа причина, не оти неќе ме додам на ракомет. Точно. И ми помина времето едноставно и тоа е тоа. Сега нема назад враќање. Да. Тие се некои одлуки што си ги носиме.
Фала ти уште еднаш и Нема да се ќе се обидувам. видиме наскоро уште еднаш сигурно. Со дечињата обавезно. Андрече, ти како си помина? Како си помина? Не кажам многу, ама те спремам тебе за нешто друго. Зато тој тоа го применува на училиште, значи вежба ја, да речам, те имитира и ги снима, спрема емисии. Да. Така Веќе прави? веќе спремен е, да. Знаеш дека мене ништо не ми кажа. Па са, не сакаш се, така? Си видиш. Не сакаш се, нели? Добро. Се надевам дека ова епизода со билето ќе разбуди некои носталгични моменти. Поготово ние сите што трениравме кај неа, сите што можам, што ги памтам, ќе ги најдам, ќе му ја пуштам оваа емисија. И не е ни лошо да му се собериме и да му се истуриме во Колеканински некој ден да изненадиме така. Ќе го пробаме и тоа да го направиме. Гледајте не во наредната епизода, нешто интересно се надевам дека ќе биде. За денес толку. Јас сум настинат, под инекција сум што се вели зборо денес, да завршиме емисијата. Ве сакам, чао.